ден, почитувани ученици, мојот име е Александар Велјановски, наставник по историја во основното училиште Гоце Делчев Битола. Искрено се надевам дека со оваа кратка презентација денес ќе успееме заедно со учениците од 9 одделение да стигнеме до нови знаења за наставната содржина, образование, наука и култура. Зборуваме за периодот по Втората светска војна. Пред да започнеме со лекцијата, само накусо да се вратиме на главните настани. Во текот на Втората светска војна, која траела на овој вардарски оддел на Македонија од 1941 до 1944 година, македонскиот народ ја видел и ја зграбчил шансата за самоопределување која понудила антифашистичката коалиција, застанувајќи на страната на антифашистичката коалиција, го потврдила својот вековен идеал за создавање на македонска држава. Тоа се случило на првото заседание наснон 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Опчински во близина на денешно Кумарово. Да видиме кои се денешните цели. Денес треба да се запознаеме со достигањата во сферата на образованието, да знаеме за најважните научни институции во Македонија, како и достигањата во областа на културата. Како што напоменав на почетокот на презентацијата, уште за време на НОБ се водело грижа за негување на македонскиот јазик, култура, просвета и уметност во екот на Втората светска војна во 1941 година со текст на Владо Малевски и композиција на Тодор Скаловски е создадена денешната химна на Македонија, односно Денес над Македонија се раѓа. Најпознатите македонски поети и драмски автори од тоа време и директни учесници во самата народно-ослободителна борба на Македонија, Кочо Рацин, Венко Марковски, Мите Богојовски, Ацо Шопов, Владо Малевски, Ацо Караманов и плејада на писатели од овој временски период твориле исклучиво на македонски јазик. Најпознати ликовни и музички автори од овој временски период се Тоди Ивановски, Борка Лазевски, Бранко Шотра, Лазар Личеновски, Вангел Коџаман, Панче Пешев, Петре Богданов Кочко, Тодор Скаловски, Кирил Македонски и многу други, кои поставиле основите на македонската современа ликовна и музичка уметност и кои ден денес представуваат репрезентативен дел на македонската култура, односно на македонската ликовна и музичка уметност. Да се навратиме на главниот дел. Главно обележие на еден народ е неговиот јазик. Првпат кодифициран е македонскиот јазик во мај 1945 година. Претходно спомнавме и пак ќе нагласиме, македонскиот јазик бил во употреба и пред да биде кодифициран. Тоа е најголем показател преку Втората светска војна, каде што има доста документи пишувани на современ македонски јазик. Зошто е толку битна кодификацијата? Претходно македонскиот народ ниту имал шанса, ниту имал своја држава каде што може да го кодифицира или пак правно да го озакони своето постоење, би рекол, на македонскиот јазик. По кодификацијата, набрзо по кодификацијата, во истата година, 45-та година, биле донесени првиот македонски правопис, граматика и речник на македонскиот јазик. Со тоа официјално е ставен во употреба современиот македонски јазик, кој го користиме, и современата азбука кој го користиме до ден денес. Како што спомнавме, не бил кодифициран, меѓутоа во 1944 година на македонски јазик излегува весникот Нова Македонија, орган на народното ослободување. Весникот Нова Македонија бил единствениот медиум на просторот на тогашна Македонија. Бил орган на Народно-ослободителниот фронт на Македонија и започнал да излегува во 1944 година. Како прв весник на македонски јазик, за прв пат бил испечатен и пред 1944 година, односно во текот на НОБ, во селото Горно Врановци, во близина на Велес. Вториот број бил испечатен во градот Битола, а покасно седиштето на Нова Македонија со печатењето на неговиот трет број било префрлено во главниот град на републиката, односно во Скопје. Покрај весникот Нова Македонија, по Втората светска војна, за прв пат имаат шанса да добијат своји печатени медиуми весници националностите во Македонија, албанската националност и турската националност. Таков е случајот со весникот Бирлик, кој исто така започнал да се печати во текот на Втората светска војна, а завршил со печатење како составен дел на редакцијата на Нова Македонија во 1998 година. Образованието и во минатото и денес представува еден од главните столбови на една држава. Така да по Втората светска војна, на нова држава која е сосема на почеток, не е изградена, не е формирана како на еден сам зародиш, се појавува најголемиот проблем. Бројката која гледате на самиот слайд, 70%
е бројка која покажува колку голем процент од населението во Македонија било неписмено. Тоа се должи на, како што напоменав, немање на сопствена држава, подолг временски период. Исто така пред почетокот на Втората светска војна 1941 година, мислам на почетокот на Втората светска војна на територијата на Македонија на овој дел, како составен дел на кралството Југославија, во Македонија не било толку обрнато внимание на процесот на образование, а самиот прекин на веќе некаков постоечки процес на образование од 1941 до 1944 година направило овој процент да изгледа дури повеќе од 70% од населението. Со цел масовно описменување на населението биле отворени колку што се може се повеќе и повеќе основни училишта, односно осмолетки, а исто така биле отворени голем број на средни училишта, гимназии, стручни училишта, уметнички училишта, исто така со цел развивање на писменоста, меѓутоа овој пат и на образованието преку средните училишта. Мора да се нагласи дека по Втората светска војна во одредени региони на Македонија, првпат одредени националности, би ја спомнал турската тука која и претходно имала традиција на образование, во конкретниот случај албанската националност ќе добие осмолетка, односно основно образование на мајчин албански јазик. По процесот на формирање на овие основни и средни училишта, со соединување на неколку факултети во Скопје, со одлука на тогашните власти, во 1949 година била формирана прва високонаучна образовна институција од ваков ранг, Универзитетот Свети Кирил и Методи со седиште во градот Скопје. Покасно од него е формирана МАНУ, односно највисокото научно тело на Македонија, Македонската академија на науките и уметностите, која нема прекинато до ден денес работа, е формирана во 1964 година. Малку покасно од нив, во 1979 година, со седиште во Битола е отворен и новиот државен универзитет, Универзитетот Свети Климент Охридски се извинувам, кој работи до ден денес. Во многу поново време се формирани два нови државни универзитети, меѓу кои вклучуваат и настава на албански јазик, односно покрај наставата на македонски јазик се одржува и настава на албански јазик, тоа се Универзитетот за Југоисточна Европа и Тетовскиот универзитет. Исто така во поново време е формиран и нов државен универзитет со седиште во Штип, кој работи на македонски јазик. Како што спомнавме и на почетокот на презентацијата, цело време зборуваме прва радиостаница која емитувала радиосигнал или радиопрограма во Македонија, односно во тогашна Слободна Југославија, била станицата Слободна Југославија Москва во 1944 година, а прва пак радиопрограма која била емитувана на македонски јазик, ја емитува Радио Скопје во 1944 година. Пак ќе нагласам, првпат програма емитувана на македонски јазик е Радио Скопје во 1944 година. Малку покасно, или поточно 20 години по Радио Скопје, првпат на телевизиските екрани емитувана програма на македонски јазик е на Радио Телевизија Скопје, која започнала да работи во 64 година. На сликата ја гледате зградата на МТВ денес. А покрај овие, би рекол, електронски медиуми, многу важно место во историјата на Македонија, македонскиот народен, во историјата на културата на Македонија, е и Македонскиот народен театар. Започнува со работа набрзо по Втората светска војна. На сликата ја гледате зградата на Македонскиот народен театар, која започнала да работи во 1945 година. Меѓутоа била разрушена со земјотресот од 1963 година. Во скоро време, во колку што може по-оригинална идентична форма, е реконструирана истата зграда, односно Македонскиот народен театар, на истото место во центарот на главниот град, односно во Скопје. По завршувањето на Втората светска војна, со цел да се опфати поголем спектар, односно повеќе гранки на културата, во Македонија ќе започне во 1947 година со работи македонската опера и балет како еден репрезентативен дел од македонската уметност, односно македонската култура. Истата година, 1947 година, ќе започне со работа филмската продукцијска куќа Вардар Филм Скопје. А неколку години покасно, односно во 1952 година, е снимен и првиот македонски филм Фрусина. 1945 година започнал со работа Музејот на Македонија, а 1970 година започнал со работа Музејот на современа уметност.
Пред да преминеме на домашната задача, мора да кажеме зошто изучуваме ова лекција и зошто е толку битна. Покрај јасно, би рекол дека една од поважните лекции во 9-то одделение е поставување на темелите на современото македонско образование, на современата наука и култура на територијата на Македонија. Покрај споменатите музеи, установи и институции, ова е лекција која опфаќа поголем, поширок поим на настани, на личности, па во оваа презентација беа опфатени само дел од овие, би рекол, научни институции, културни и образовни институции. На територијата на Македонија, набргу по Втората светска војна, започнале да работат Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Институтот за фолклор, Институтот за етнологија и многу други високо научно образовни и културни институции. Започнале да се отвораат театри, средни училишта од различен тип, гимназии, средни стручни уметнички училишта на територијата на целата Македонија во поголемите градови како што биле Велес, Прилеп, Битола, Струмица, Штип, Куманово, Охрид, Тетово и на други места. Дел од оваа презентација не може да биде тие, бидејќи и временски не можеме да дозволиме да зборуваме за сите поединечно, меѓутоа искрено се надевам дека ова видео презентација ви поможи колку толку да се стекнеме и да потврдиме што се научивме преку лекцијата. Зашто е толку битна лекцијата, бидејќи овие институции се темелот на една држава. Во смисла на наука, култура и образование. Како домашна задача, би ви препорачал заедно со своите родители или во најблискиот круг на вашето семејство да изработите на временска лента, односно хронолошки преглед на најважните настани во Македонија од областа на образованието, од областа на науката и од областа на културата. Заедно со постарите во семејството да напишите нешто за нив доколку нешто памтат или доколку нешто е во нивно сеќавање. Ви благодарам на вниманието.